Благодарам што сте со нас на фреквенцијата на телевизија Стар. Стартува мајското издание на Конец, емисија од сферата на текстилот, чиј што покровител е текстилниот кластер и USAID, а реализацијата е на телевизија Стар. Во наредниот безмалку половина час ќе говориме за нешто што веќе е востановено во светот, а кај нас доправа пушта корени. Онлайн продажбата или шопинг преку интернет доби повеќе на јавност отколку пандемијата во сенка стави грст востановени секојдневни вредности. Мошна брзата преориентација на текстилните компании, особено оние чии производи до пред неколку месеци се гледаа во излозите од бутиците во европските и светски метрополи, сега може да се видат и онлайн. Потребата и Македонија да има свој портал, каде текстилните компании ќе ги изложат своите производи е се поголема. Идејата на текстилниот кластер од профункционирање на ваков портал стигна и намаса на министерката за финансии Нина Ангеловска. Деновиве за таа цел, представниците на текстилниот кластер, заедно со други важни чинители, разговараа со Ангеловска. Еве ги нивните импресии. Многу е позитивно тоа што наидовме на поддршка за вакво едно размислување, затоа што во всушност голем дел од перспективите на текстилната индустрија се токму во таа интернет, односно онлайн продажба. Не треба да заборавиме дека сите заклучоци сите дискусии што беа на тој состанок некако се поклопува и од едната и од другата страна, затоа што конечно се најде на некој разбирање дека онлайн продажбата представува предизвик и можност за текстилната индустрија. Го поставивте прашањето дали нашите компании имаат капацитет. Не треба да заборавиме дека 92% од вкупната текстилна индустрија е лон производство. Меѓутоа, има 8% солидни текстилни компании, кои што сепак според капацитетот и можностите не се мали, и тие се спремни да ги пласираат своите производи токму на овој начин, затоа што доколку се дојде до поддршка, во тој случај се намалуваат трошоците за сопствени продавници, нема можност воопшто да има секој од нас продавница, да кажеме во Германија, во Холандија, па дури во Америка, во Јужна Америка, затоа што интернет продажбата ни го дава и става на располагање целиот пазар. Така да глобализацијата на пазарот токму тоа го потенцира, односно ја потенцира продажбата од ваков тип интернет продажбата ја потенцира потребата од правење на еден ваков портал. Меѓутоа, тоа и на состанокот беше заклучено, многу е позитивно што исто така се најде на разбирање за проблемите кои произлегуваат, односно потребите за промена кои се треба да се направат за да може ваков тип на продажба да се реализира. Именно многу е поедноставно да направите еден портал, во смисол поедноставно би кажала во наводници, потребно е време и знаење и сето тоа, меѓутоа тоа е нешто што може да се направи и изведе. Но многу поголем проблем се процедурите, односно законската регулатива која во моментот е важечка или легислативата која што е на територија на Република Северна Македонија, и сето тоа мора да се промени за да можеме да направиме овој портал да профункционира. Позитивно или драго ни беше што на сите присутни се свесни за тие потреби, посебно министерката за финансии која што вети дека ќе се разгледаат сите тие ситуации, дека тоа е основен предуслов за да може ваквиот тип на продажба да се реализира. Кои се тие неопходни потреби? Прво е што треба да се воспостави PayPal-от, иако сега во моментот може да се плаќа преку комерцијалните банки, меѓутоа комерцијалните банки се на ниво на територија на Република Македонија. Многу е покомплицирано ако вие таков тип на плаќање сакате да го унифицирате низ цела Европа, па да не кажеме низ цел свет. Значи, сегдека, кај што во земјите кај што е развиена онлайн продажбата, односно интернет продажбата, потребно е воведување на PayPal. Тоа е прв предуслов. Втор предуслов е она што треба да се предуслов или решение, тоа е што треба да се изнајдат решенија за царинската евиденција и односно евиденцијата на девизните приливи.
До сега има некои чекори направено, правење на збирни декларации, меѓутоа исто така на состанокот се согласивме дека во 21. век, во време на дигитализација, навистина нема никаква потреба од правење на такви царински декларации, кога тој портал би можел директно да биде поврзан и со Царинската управа и со Народната банка, така да прегледот и увидот на продажбите од овој портал ќе бидат евидентни. Третата работа, која што треба да се направи, која што исто така може би е најбитна во овој момент, а тоа е многу високите трошоци, транспортните трошоци за нашите производи. Ние знаеме дека сме мал пазар, сите присутни брзи пратки, како што се DHL, TNT, UPS, се многу поскапи заради бројот на клиентите кои што тоа го користат. Нашиот предлог е по принципот на ВИЗЕАР да има субвенционирање на тие трошоци, како тоа би ги растеретило компаниите да можат да го развијат тој транспорт, затоа што доколку имате повеќе транспорт, тогаш можете и да барате и пониски цени. Меѓутоа, во моментот и во стартот се знае дека тоа нема да може да биде оправдано, така да е потребен еден подолг период да сето тоа се субвенционира. И четвртата работа, која што исто така е еден проблем кој што мора да се реши, тоа е со поврат. Знаете дека интернет продажбата им дава можност на купувачите да производите кои што ќе ги набават можат да ги рекламираат или ги вратат доколку тоа не им се допадне. Тука настанува бидејќи посебно ако е продажбата надвор од републиката, тогаш веќе мора добро да се обмисли, да се направи еден систем што со тие поврати, како ќе бидат третирани, како ќе се продаваат и каде тие секако ќе се продаваат на домашниот пазар или би оделев за понатамошен извоз. Меѓутоа мора да се знае третманот на тие пратки, да не се како да кажам, да не се оптеретуваат со дополнителни трошоци кои што секако ќе намалат конкурентната способност, односно понудените цени на тие портали. Во делот на разговорите се согласивме дека треба да се оди во две насоки. Првата насока е правење на тој портал, постирање, правење на тим кој што тоа ќе го организира, прво ќе го постави, потоа ќе го одржува, тим кој што ќе прави фотографии, односно постирањето на целата таа веб страница или на тој портал. И вториот начин, кој што ќе треба да го преземат самите компании, односно ние предложивме тоа во рамките на кластерот да биде да секоја од компаниите мора да има определени предуслови или определен начин на однесување за да може да биде присутен на тој портал. Што подразбира тоа? Тоа подразбира да производите кои што ќе се појават на тој портал имаат солиден квалитет, а бидејќи знаеме дека нашите цени се многу по-прифатливи, конкурентната предност да не биде, иако ќе бидат многу по-висока цена од сега што ги продаваме, меѓутоа сепак за квалитетот што би го нуделе ќе бидат цените во многу пониски од квалитетот што се нуди. Тоа е нормално за да може да се пробиете. И многу е битно во првичниот период, а и понатаму, да производите кои што ќе се продаваат на овој портал бидат со добар квалитет и да нема толку многу жалби или поплаки, затоа што секој портал во основа многу зависи од коментарите што ќе ги даваат купувачите. Колку попозитивни коментари, толку подобар рейтинг и подобра распространетост и подобра посета на оваа веб страница. Така да ова е една многу интересна, многу голем предизвик за кој што имаме капацитет да го изведеме. Потребна е синхронизација и потребна е поддршка. Кога ќе се сублимираат сите овие сегменти, има ли некоја првична временска рамка кога овој портал би можел да профункционира? Видете, тоа се зависи од колку ќе бидеме ангажирани. Тоа може да биде за 6 месеци, може да биде за година дена.
А од сето тоа не можеме да очекуваме дека ефектите ќе бидат веднаш, ќе се вратат или затоа што ние како производители многу добро знаеме што значи да се развие или да можете да продадете и да добиете фидбек или повратна информација од тоа што сте го направиле и сте го продале. Ова е макотрпна работа и јас не верувам дека може некој да даде било каква рамка колку и тоа би траело, но би требало час поскоро да започне. Да, во овој меѓу период што ќе стори текстилниот кластер, затоа што 6 месеци и година дена е релативно функционираме исто како и до сега. Значи 6 месеци или година дена или ги имате или ги немате. Значи ако ги немате, нема да ги имате ни после 6 месеци. Значи како што сме функционирале до сега, то ова треба да биде нешто дополнително кое што постепено од друга страна ќе им покаже и на тие останатите 92% дека е интересно и добро да се осмелите и да направите свој производ. Не мора тоа да е бренд. Ние затоа и така сакавме да биде направено, да всушност како македонски производи и затоа и е добро да биде тоа проект каде што ќе биде и владата вклучена, нормално и со поддршка на одредени невладини организации, меѓутоа сето тоа дава одредена сигурност и одредена, како да ви кажам, гаранција кај купувачите. Затоа е многу потребно внимателно да се постапи за да не дојде до нарушување на имиджот на целата текстилна индустрија, затоа што вие ако во овој сегмент покажете дека имате квалитет, вие автоматски правите реклама и на лонот кој што се работи кај нас. Да. Дали во меѓувреме инопартнерите веќе поставуваат наши производи на тамошните портали? Апсолутно не се, голем дел од компаниите произведуваат, меѓутоа не под собствен бренд. Значи, има компании кои што прават колекции, кои што ги продаваат на компании, странски компании со интернет портали и тоа се големи количини. Меѓутоа, не значи дека нашите компании ќе го остават тој начин на производство, па и дали е лонот во прашање, меѓутоа секоја од поголемите или помалите компании може дел од својот погон да го пренасочи во формирање, односно правење на собствен производ. Затоа што тоа е навистина многу тешко, но сепак е предизвик и тоа е единствениот излез од текстилната, мислам за текстилот, затоа што со приближување на платите, односно минималните плати, верувајте нема шанси да се калкулираат во лонот, затоа што ние имаме конкуренција со сосема други земји кај што е многу пониска работната сила, вредноста на работната сила, а многу поголема продуктивноста. Значи, овој заклучок дека единствен излез на текстилната индустрија за правење на full package, не мора да тоа собствен производ со собствен бренд, меѓутоа правење на собствен производ од конец до пакување, тоа е нешто што ќе го овој тип на овој проект токму тие компании им даде можност да тие производи што ќе ги направат, дел од нив можат и да ги пласираат на овој портал. На некој начин ова е за нас, за Македонија, уникатна идеја на текстилниот кластер. Дали слични вакви идеи веќе има тука во поширокиот регион, Балканот, Јужниот Балкан? Знаете што, во поширокиот регион, бидејќи ако ги немавме оние 4 проблеми што првично ги кажав, дел од нашите компании можеби ќе се осмелеа и самото сето тоа ќе го направеа и можеби ќе бевме многу понапред. За жал, кај нас во Македонија, веројатно ради менталитетот, веројатно заради многу малата територија, мал пазар сме ние, мислам, ако бараме оправдување за ова, дали е економски оправдано или не, да, тоа е многу економски оправдано. Дали ќе имаме резултати веднаш, не, нема да имаме, и дали ќе биде тешко, да, ќе биде тешко. Да, дали има некои искуства веќе од другите кои што е нешто вакво слично оформили или ќе бидеме уникатни во регионот?
знаете што, јас не можам да кажам за уникатноста во регионот, затоа што ви реков со кого да се споредиме. Ние сакаме да одиме каде? Европа, значи Европа е многу далеко од нас. Ние не можеме сегашното ниво на нивниот развој на интернет продажба да го споредиме со сегашното наше ниво. Значи во моментите кога се почнуваше со интернет продажба, зборувам за Германија, зборувам за Холандија, Швајцарија, Шведска, они има многу грантови поддршка, тоа се третираше како некој вид на стартап продажба, мислам стартап бизнис. А од друга страна, вие знаете дека Германија уште од времето она имаше таа каталошка продажба која што беше во хартиена форма, квеле или веројатно тие што се повозрасни знаат, кои што автоматски ги префрлија во електронска продажба. И да не заборавиме, најголеми сите интернет портали, односно сите интернет каталози во овој период, во периодот на кризата, на корона кризата, тие сите својот промет го удвостручија. За разлика од нив, стоковните куќи, кај што најголем дел од нашите компании работат како Цеунда, Канда или така натаму, тие ги затворија своите капацитети и се уште не можат да ги отворат. Значи, интернет продажбата ви дава можност да имате уште еден сток на кој што можете да се отпрете. Ова беше се за мајското издание на Конец. Верувам дека идејата за портал за што говоревме во овој Конец наскоро ќе биде и реалност. Имајте убави моменти со програмските појаси на телевизија Стар. Ние се гледаме во последната јунска среда и до тогаш секое добро.